Денес Македонија одбележува уште еден јубилеј, но овој пат неславен. Државата и натаму останува единствената земја во Европа која е без проведен попис. По фијаското од 2011 година, кога поради одредени политики, статистичката операција беше прекината. Последниот успешен попис е спроведен пред 14 години. Точно 3 години од пропаднатиот попис и цели 14 години од последното спроведување на најголемата статистичка операција, Македонија и натаму останува единствена земја во Европа која нема направено попис. И по толку време останува нејасно зошто во земјава се уште не се спроведува попишувањето, дали е тоа поради немање доволно капацитет или пак отсуство на политичка волја. Навистина не можам да сватам и јас лично како после 14 години држава која што е дело на Европа сака да биде членка на Европската унија. Воопшто нема сили, а мислам дека дури нема ни намера да спроведе сериозен, редовен, нормален попис според сите меѓународни стандарди. Неколку невладини организации изминатите месеци спроведува кампања за потребата од што поитно спроведување на пописот, но како што вели Бејкова, не наишле на поддршка од власта. Оваа кампања најде на игнорирање од страна на владеачката коалиција, че ние конкретни контакти не сме остварили и не можеме да оствариме. Дури и директорката од Заводот за статистика ја игнорираше поканата да учествува во кампањата, да учествува на јавните дебати. Во март годинава премиерот Никола Груевски во интервју рече дека наскоро ќе биде купен нов софтвер со кој ќе се спроведел реален попис, но од тогаш нема никакви информации дали е набавен тој софтвер, ниту најави за скорешно спроведување на пописот. Дончо Герасимовски, експерт по оваа проблематика, вели дека итно потребно да се спроведе најголемата статистичка операција, бидејќи податоците кои се од последниот попис во 2002 година се застарени. Додава дека причина и за пропаѓањето, но и за тоа што се уште нема спроведено попис е политизацијата. И овие денови претходно слушаме како власта или коалиционите партнери во власта се договарат како да се влезе во попис, што да се опфати, што да не се опфати. Бејкова и Герасимовски посочуваат дека штетите од неспроведувањето на пописот се огромни. Со невалидни статистики не можеме да правиме компарирање со другите земји во регионов, но и светот, велат тие. Исто така и креирањето на политиките во земјава се базираат на нерелевантни податоци, а се фрла сомнеш и во избирачкиот список.